Почитувани, добар ден, гледате Црвена линија. Македонските села оживуваат само во лето, кога иселениците се враќаат во родните места. По неколку недели исполнети со семејни средби и живот, повторно следуваат празни куќи и тивки улици. Па дали ова вистинското оживување или само краткотрен летен здив? Она што денес се прашуваме во Црвена линија, дали ќе преживеат македонските села? Почитувани, секој ден од вас кој што ќе сака да даде одговор на овие прашања, за учество е доволно да го заврти нашиот број 023070005. Намалете го целосно тонот на телевизорот, ова е исклучително важно, бидејќи од кога ќе го завртите нашиот број, а не сте го намалиле тонот на телевизорот, секако нема да имате воопшто увид дека сте веќе во програма, дека ги чекаме вашите одговори и неретко се случува токму тие причини, бидејќи не слушате добро, да се исклучите. Затоа ве молам разговорот да биде стриктно телефонски, го вртите нашиот број, го намалувате тонот на телевизорот и секако давате одговор на прашањата дали е вистинско оживувањето во летниот период на селата во земјава или само краткотрен летен здив, и дали според вас, почитувани, ќе преживеат македонските села. Кога сме кај прашањата, задолжително, подобро да речам, секојдневно Црвена линија има и анкети во кои што сте поканети да учествувате сите. За учество во анкетата треба да не заследите на Инстаграм, значи ви треба профилот на Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија, и од кога ќе ви заследите овие два профила, кликнете на Инстаграм стори. Денешната анкета, објавена во текот на целиот ден, го дава ова прашање: дали државата доволно ги поддржува селските средини? Верувам ке вака изгледа тоа на Инстаграм стори, и како што гледате имате две опции за одговор: да, не. Ве замолувам за учество во анкетите секогаш да кликате на полето кое што го содржи вашиот одговор. Не ги впишувајте ниту во инбокс, ниту ДМ, бидејќи така не влегуваат во пресметката на резултатите. Секако, кога станува збор за социјалните медиуми, ќе ве потсетам дека имате можност во секоја една Црвена линија да учествувате и преку Facebook, практично да дадете одговор во пишана форма, преку коментари на нашиот зид. Темата на Црвена линија се објавува паралелно и на зидот на Телма телевизија на Facebook, а прашањето е за денес: дали државата доволно ги поддржува селските средини? И секако потсетуваме, од вас сакаме да слушнеме дали всушност има иднина за македонските села и дали воопшто ќе преживеат. Почитувани, значи време е за првото вклучување и верувам дека особено оние кои што и не следат од руралните средини, токму од селата каде што најчесто во текот на летото заживуваат барем во одреден период токму од враќањето на иселениците и оние кои што ги напуштаат селата, па дали е тоа така само како еден летен здив или можеби навистина селата се повеќе и заживуваат. Тоа секако ќе не го откриете вие. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете во Црвена линија. Благодарам ти на вака. Дали селата? Да. Ќе обстанат, ама само додека има стари луѓе, по кои што ние се враќаме да ги видиме. Инаку сите досегашни се влади, благодарение и од Тито Томич кој беше, значи нити асфалтирање, нити канализација, нити водовод, како тие луѓе таму живеат. Некој се запраша или само за гласање кои им се потребни гласовите идат со чипови овамо, мамо лажење. Кај нас тука Евгелијска на власт, и деца нема горе. А има училишта, така да што вие и предходните, они училишта ќе граделе. Значи, тие се мало граѓански работи, што немат памет што зборат. Сега, благодарение на овој Мицковски, значи, он е херојот на столетието, може да го наречем, тоа што и ги уданочува. Кога ние сакаме да ги пратиме по некој денат, бидејќи овие стариви се толку горделиви, што неќат ни пари за лекови, за било зашто. И ти кој ќе му испратиш пари барем за лекарството, овој Мицковски е толку благодарен што ги уданочува. Значи, толку е мизерна некоја работа, што преку прсти кој ќе поглед
Благодарам за учеството и секако една многу важна напомена до сите гледачи. Без разлика темата за која што зборуваме, колку потикнува гнев, иритира, тоа го разбираме, но секако секогаш треба да имаме на ум, да се држиме, ова морам да го повторам и секогаш ќе го нагласувам во секој едно издание на Црвена линија, особено за оние кои што можеби и прв пат ќе посакате да се вклучите, ќе не биде особено драго да имате во предвид, за да не се активира Црвената линија, да се држиме до нивото, односно да внимаваме на изборот на зборови. Што подразбираме по тоа да внимаваме на изборот на зборови? Секако во излагањето и телефонското вклучување, но и при пишувањето на коментарите избегнете вулгарности, пцовства, навредливи зборови, секако не говор кој што алудира на омраза и насилство. Добар ден. Здраво. Здраво. Се слушаме? Одлично. Ке преживеат ли македонските села според вас? Зашто па да не преживеат? Што ние сме напредна цивилизација, мислам, нема тука бегање. Градовите нема да преживеат, инаку селата ќе преживеат. Ако продолжи вака, полека, сите што сме граѓани такозвани, полека у село ќе се отидеме. Само немаме кај да идеме више, тоа све е продадено, све е веќе уништено таму, девалвирано. Не знам кај ќе идеме. Тука е малку лошиот дел. А иначе селата наши ги преживеа, ја не знам зашто да се чудиме. Што има? Ако не се наши на оваа територија има и други националности села, тие може ќе престераат, па тие се може и мината на оваа земја. А ако не ќе си донесеме од странство неше, така непалци, ќе донесеме или од Бурма, тамо Мијанмар, каде е, ќе си донесеме луѓе тука и они ќе ги населат тие села, ќе чуваат стока, ќе се чуваат земја, ќе работат, ќе обработуваат. Се ние, ќе нема, ќе археологија, ќе вика некогаш, овдека постоеле некои си тамо, некои изумрена врста, како за диносаурусите се што викаме ние. Така и некои ќе прават таква археологија, ќе не наоѓаат таму. Овдека овие пробале да емигрират, а овие овдека па се пишеле бугари. Овие бугари се пишеле, ма не успеале да избегаат. Ајде, поздрав! Благодарам многу секако за вашето учество. И секако еве почитувани како едно дополнително прашање, бидејќи навистина и светски тренд е, мора да признаеме дека се повеќе не само семејства, туку и поединци се одлучуваат за живот на село, а ги напуштаат големите градови. Па дали ви се чини дека и кај нас е таква состојбата и дека ќе преживеат македонските села? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме Црвена линија, повелете. Поздрав до вас, Тимче, и до Благодарам. вашата телекуќа. Благодарам, поздрав секако и до вас. Благодарам за вашиот поздрав. Види, ја потекнувам од едно село во Светиниколско, кое што во прошлиот век од 60-те години имаше околу 80 фамилии, а сега само една фамилија живее во тоа село. И покрај тоа што направи и асфалтен пат и се селото се исели, така да сега само сидат на верскиот празник Свети Никола и Дувовден, иначе онака нема во селото живот. Во ова време никој не сака да седе во селото. Оно е обрасето со трева, растителни дрвја, некои кои што не може да замислиш дека треба да живееш во тоа село. Така да тешко да може да обстанат селото во ова време. Јас сум благодарен на вашето и догледање. Благодарам, секако и ние сме ви многу благодарни што не следите и учествувате во Црвена линија. Почитувани ве подсетувам сите вие кои што секако сакате да го споделите вашиот одговор на прашањето дали ќе преживеат македонските села, треба да го завртите нашиот број 023070005. Особено се добре дојдени оние кои што ќе ни се јават од руралните средини, а можеби и не следат оние кои што ги напуштија градските средини и токму направија една сосема нова
промена во животот, а тоа е дадоа шанса за живот на село. Инаку, ќе подсетиме дека во однос на податоците за преселбите, постои еден долгогодишен тренд, каде што луѓето и понатаму се селат од селата кон градовете. Од сите внатрешни миграции, кога станува збор за нашата земја, во рамките на ист регион, 34,9% се преселби токму од село во град. Овој тренд е најизразен во североисточниот регион, каде што дури 47,4% од преселбите се во оваа насока. Добар ден! Добар ден, дали се слушаме? Да, се слушам. Повелете, во црвена линија сте. Се јавам од Струмичко село. Голем Јас поздрав. после 30 и кусор години се вратив во селото, во куќата на моите родители. Меѓутоа село од 600 куќи, ново изградени 250 се под ключ и сите се заминати тоа во странство. Во другите 200 живеат еден по двајца. Нивите се не обработуват, пробаа да постават канализација, направија 2/3 од селото. Сега почнаа младите кои се заминати во диаспората да финансираат да се селото покрене, да личи на село. Тоа е срамота и гревота од општина Струмица да нема денар за село. Не спомнувам кое село е, меѓутоа, ако слуша градоначалникот, мислам дека ќе се препознае. И благодарност до ново избраното руководство на местната заедница и младите сите кои заминаа во диаспората, почнаа да заличува селото на село Аково, далечено само 3 километри од Струмица. Нема канализација во 21 век. Тоа е срамота. Срамота, а камоли да побараме нешто друго. Каде? Која е перспективата? Моите деца заминаа по 2 факултети, заминаа да работат тамо по Словенија и по Германија. Благодарам многу, особено што е од ваш агол со оглед на тоа што сте од оние кои што ја напуштивте на градската средина и секако дадовте шанса на животот на село. Па, еве, продолжуваме инспирирани од она што го кажа гледачот. Ви се чинили дека има перспектива некаква за да преживеат македонските села? Што е она што може да ги потекне, се разбере, особено младите, да посакаат да градат живот на село? Добар ден! На среќен и убав ден. Убав ден и вам. Дали ќе преживеат македонските села? Тешко ќе преживеат оние села што се поблиску до градот, а не оние планинските села што се оддалечени по 25, 20, 30 километра. Тие тешко да проживеат. Јас се јавувам од село Чемерско. Ние сме 25 години таму повратници. Таму живеевме, а сега имаме лоша ситуација што супругот ми е многу болен и се вративме во Ваташа. Страшно е, Тина. Со 6-7 жители и тие пола не живеат во селото. Пишани се како жители само. А има викендаши пред 20 години силно почна да се населува селото, да се градат куќи, викендици, ама по лош пат се оди, Тина. Асфалт ни е до дома, уличките ни се сите коцки направени. Канализација се собиравме секои 5-6 куќи и си пуштавме канализација да оди долу, а немаме канализација како што треба, ама за наши услови е добро. Благодарам многу сега кога што споделивте и од ваш агол во однос на вашите одговори на прашањето дали ќе преживеат македонските села. Почитувани, ве поттикнувам и подсетувам дека сите вие на кои што ви е далеку, може би поедноставно или едноставно така сакате да учествувате во црвена линија, без да се вклучите во живо, просторот е и преку пишување коментари на нашиот профил, се разбира на црвена линија и Телма телевизија.
Пред да продолжиме со гледачите, ќе посетам дека наскоро ќе започнеме и со читање на вашите одговори на Facebook. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав. Наред? Да, ве слушаме внимателно, повелете. Добро, фала. Гледач од Струмичко, сега ви кажал едно. Селата тешко да обстават, не можел. Јас живеам од село 650 жители, сега околу 80 жители, ама 50% пензионери. Сега кажам, значи државата ништо не обраќа внимание на селата. Ние имам водовод негде 80-та година, почетку изграден само придонес од селото. Сега тој водовод ние не можеме да го одржаме. Една грешка е прво наебана, плаќаме индустријска струја, замисли вода за домаќинство, за симе и рација, нозен, сипање, плаќаме индустријска струја, што е 80 пати поскапа струја за домаќинство. Се жалевме до Скопје секаде, значи нема опстан, значи никој нас не рачуна за народ. Значи ти си од село, имаш пари, оди таму шетај. Ништо, со оваа политика се прави на државата, не спомнам да влада. 36 години жито да продаваш по 10 денари и да обстанеш. Нема шанси. Некаде 90 години една веќе ѓубре беше 50 кила, 250 денар, сега 2200. Комбајн плаќаме 200 денари, сега 1200. Значи нема обстанок за земјоделието, нема обстанок и овие што се надеваат со лажа дека ќе се вратат таму, нема да се вратат. Нека бидат сигурни. Значи некој таму ако има вода за пиење, ако има купатила, ако има канализација, ќе дојде овде во некој смрдаш да седи во некој село. Не, тоа е веќе завршена. Благодарам за вклучувањето и учеството во Црвена линија. Уште една важна напомена и во однос на време траењето на едно јавување е кај нас во Црвена линија 90 секунди. Од тука почитувани затоа и се се исклучува линијата, но секогаш се добре додени и повторно да го завртите нашиот број за да се надополните во нови 90 секунди. Инаку што се однесува до животот на село во Македонија, сето тоа има за тоа и дефиниција, тоа е мир, природа и едно автентично искуство. Бидејќи селото нуди една уникатна можност за живот во мир и хармонија со природата. Чистиот воздух, зелените полиња, секако шумите и реките создаваат средина која позитивно влие на здравјето и менталната благосостојба. Инаку живењето во селска средина возможува и дневни прошетки, еве и активности на отворено, што го одржува телото активно и подобрува физичката кондиција. Многу придобивки генерално од животот на село, но секако една од најголемите предности на селото е можноста за здрава и домашна храна, но сето тоа нели бара и учество, односно поприлично работа и ангажман. Ви се чини ли дека селата ќе станат поатрактивни места за живење за новите генерации или се повеќе нели ќе бидат ориентирани новите генерации токму кон можностите што ги нудат големите градови? Со еден збор ќе преживеат ли македонските села? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, Црвена линија. Јас сум во програмот, така? Да, ве слушаме внимателно. Вака. Се јавуваме од Кумановско село, од Шинја. Ние сме негде 10 километри од градот. И мислам дека нашето село нема да преживее. Прекрасно село. Сега само еден проблем да ви кажам, што имаме, значи 3 месеца депонијата гори, никој не ја гаси. Како може да дишеме ние чист воздух? Друго, немаме канализација, немаме вода исправна за пиење. Никој, баш никој, значи се правеа 20-30 анализи, водата е хемиски и бактериолошки неисправна. Ама никој не презема од власта ништо, само за гласање сите ќе дојдат, ќе обеќаат ова, она, ќе биде. Еве 35 години нема ништо. И се иселија, може 70-80 фамилии се иселија веќе од Шинја. 10 километри сме од градот. И уште 2 села на 2-3 километри од нас има, значи нема никој. Останавме само луѓе од над 50-60 години кои не сме способни за работа. Благодарам, пријатно.
Благодарам многу што го споделивте ова со гледачите на Црвена линија. Секако топло препорачувам да продолжите да го изгледате ова издание до самиот крај. Пошто се препознава и животот на село е секако можноста за одгледување сопствен зеленчук, овошје и домашни животни. Не само што возможува да секој едно семејство има пристап до свежи производи, туку и создава чувство на самозадоволство и независност. Домашната храна и природните производи се поврзани со поздрав животен стил и подобра исхрана за целото семејство. И може би токму тука вела дека нели она позната изрека дека селаните ќе го спасат светот. Всушност ви се чини ли дека постои можност да се спаси животот во македонските села? Ќе преживеат ли? Добар ден. Добар ден. Се слушаме ли? Да, во Црвена линија сте повелете. Благодарам. Ајде вака да кажеме правата вистина, дека селата може да живеат, ама треба некој да им помогне на селаните. Видите, еве ќе ви кажам, моето село уназад 15 години нема ново роденче. Таму живеат претежно изнемоштени стари луѓе, кои што на некој начин во градот биле, не можат да опстанат со тие примања, стакале некаде, дошле во селото, дали пиперче, пастижанче, нешто ќе посади, нешто што се вика во текот на летниот период. Во текот на зимата претежно сите тие луѓе кои што се вратиле во селото, фактички пак се враќаат зимата да ја поминат заедно со фамилијата во градот. Сега, ако сакаме да ни преживеат селата, ние може да преживеат, прво треба да се створат услови да се земјата обработува. Дали ќе ја работат тие, или ќе се даде на некој под поволни услови да ја обработува, да имаме домашна храна или наша храна, не да произведуваме така да даваме милиарда и така. За жал квалитетот на звукот и линијата, повторете, ве молам уште еднаш, бидејќи навистина беше многу лошо, не ве слушнавме ништо. Не, ми помина времето душно. Ке дадем уште 10 секунди, повторете што кажавте. Вака сакам да речам дека селове граѓаните кои што доаѓаат во село, сами прават мамчички, сејат пиперче, патлижанче да преживеат, да малку заштедат, ама кога ќе дојде зимата, сите тие се враќаат назад во градот со фамилијата да преживеат на некој начин, а иначе фактички ако сакаме да го заживееме селото, треба да створиме услови. Така, благодарам многу. Секако еве од тука и прашуваме дали државата доволно ги поддржува селските средини и создава услови за заживување на истите, бидејќи македонските села сега генерално оживуваат само во лето, односно тога е кога оние кои што ги напуштија селата, односно се иселија, се враќаат во родните места. Практично животот е сведен сезонски, рекреативно, но еве постои ли според вас капацитет, можност, но и поддршка од државата за целосно да заживеат руралните средини, односно животот на село да биде активен. Како некогаш? Добар ден. Добар ден. Да, ве слушаме, повелете. Селата сигурно смртвуе, се додека не се застани увозот од странство земјоделски производи. Краток, нејасен гледачот, ќе го поздравиме и секако ќе го подсетиме дека имаме 90 секунди. Тоа е време траењето на едно вклучување. Верувам дека повторно ќе не побаре и ќе можеме да го слушнеме малку појасно. Ајде сега да ги прочитаме и одговорите на оние кои што учествуваат во Црвена линија преку коментари на Facebook. Секако сте добре дојдени сите да дадете одговор и на оваков начин. На прашањето дали државата доволно ги поддржува селските средини, Трајче Соколовски напиша: градовите се направија бетер од села. Во селата барем мириса на природа, во градовите на реа. Но ова Марко Поло му одговорил: како реа, јас кога одам на гости од цементара ми смрди на пластика, што околу 1 часот наутро ме гуши и палам кола одма надвор од
Скупина. Пишало, скупјани се толку изреволтирани кога ќе им речеш дојдете на село за промена да видите што е рај. Очи ќе те изведат зашто ќе им недостига смрдејата од цементара или испарувањата од охис. Но мора да признаеме дека секако постои желба и тоа е еден вид на глобален тренд каде што се почесто луѓето, особено од големите метрополи, динамични и преполни со жители градови, се одлучуваат спокојно, бидејќи спокојот е она што го нуди селото и во симбиоза со природата да го продолжат својот живот. Но секако животот на село се бара и поприлично доста активност, што значи животот на село наложува да за храната и она што ни треба како намирници во секојдневието, треба да се погрижиме токму ние. Дали со обработка на земја, засадување или чување на дали се тоа кокошки, овци, значи навистина еден предизвик кој што некогаш беше сосема разбирлив и селата беа навистина и богати и преполни со народ. Но денес сликата е сосема поинаква. Па ќе преживеат ли македонските села? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Тино понапред беа село весело што ви кажа. Сега нема село весело. Никој не ги поддржава. Данокот за куќи. У градот плаќат 300-500 денара, у селото 1000. Кој ќе оде таму, никој не живее. Му стои куќите 1000. Кај го има тоа? И селата запустени са. Секој сака, вика, чодам во село, повесело, але градот не му се напушта. Ако оде у селото, треба да јаде една недела суфлеп. За цела недела да занесе. А не знај да меси. Никој не знај да меси. Не да чушки да се испржа со јајца. Според вас, постои ли начин државата да ги стимулира новите генерации, младите, секако да ги заживеат селата? Па и да ги модернизираат? Државата може, але да не плаќат никаков данок луѓето. Да се вратат земјоделите, да си го работат земјата постоje. Не може доде земја да работи. 50 километра оддалечен, кај ќе оди тие? Нема сметка да оде за суплеп да јаде. И плюс тоа нема патишта. Сето тоа државата треба да му помогне на селанецот, да може сам да се произведува. Земјата си ја има таму, а данок се плаќа, а у градот живее. Има. Така, благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Секако продолжете и понатаму да не следите. А еве што напиша како одговори Тихомир Спасовски на прашањето дали државата доволно ги поддржува селските средини. Не верувам. Од целата последниве 30 години се иселува масовно. Останато е старо население, што никој не ги смета за живи. Пензионерските здруженија не допираат до нас, заборавени од сите. Децата заминати по странство. Општинските центри се развиваат, а селата изумираат. Водоводи стари не функционираат, за канализација никогаш. Општината се развива како град, а селата запустија. Предпоставувам тоа е тоа. Па еве, можете да слушнете преку коментарот кој е ставот на Тихомир Спасовски. Мора да признаеме, барем од вас, почитувани, во неколку наврати се повтори она дека навистина во 21 век нема решени канализацијски мрежи, довод на вода и што се не. Па постои ли шанса да се популаризираат македонските села и секако нивното заживување да не биде сезонско, како еве слободно да речам кампањско, туку навистина да представуваат оно што го рече пред малку гледачот село весело, бидејќи навистина веселост постоеше некогаш во селата, потоа беа препознатливи. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало, добар ден. Црвена линија, повелете. Се јавуваме од Крива Памет, по поточно село Жилово. Поздрав до вашите сограѓани.
Мислам дека нашиот проблем од Кривопаланечко добро го знаете. Нашите села ги запусти еден со кажи со стока, со крави. И државата нема можност, нема можности како да го спречи овој човек со оваа подивена стока. Нашите имоти се запустени точно од овој човек со оваа подивена стока. И нема крај. Нето Ахава покуша да помогне на овој народ, меѓутоа ништо, тоа е се спречено. Дали државата толку е укопсана, толку немоćна и не може да се справи со таа стока, верувајте ми, сите наши села од истокот точно овој човек ги запусти. Еве и според вас, како можат младите да се потикнат и да ја гледаат своја иднина на село и повторно селата да заживеат? Не верувам и више дека некој млад ќе помисли да се врати на село. Така, благодарам многу што бевте дел од Црвена линија. Почитувани 90 секунди е време трајање на едно вклучување, но и ве подсетувам се додека траеме сите вие кои што се вклучивте, а сакате дополнително се разбира да се вклучите и да се доискажете, додека ево функција Црвена линија, односно додека траеме, секако сте добре дојдени повторно и повторно да се вклучите. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, Црвена линија. Ви благодарам што ме вклучивте. Повелете. Како прво, не може да тврдат некој што не е на село. Јас се јавувам на село, од источниот дел, од Делчево. И не може да тврди некој кој не е бил на село и не знае, вика предходниот гледач, вика дека на село ние по една недела само леп јадеме. Па како леп јадеме като сите живееме? Не може да некој тврди, ако е тоа од Скопје или од некој поголем град, уствари помалеч од Скопје град, не може да тврди дека ние на село не живееме, ние пасеме трела, бела не вика. У нашиот крај, Делчевскиот крај, сите села обстануваат добро и се, например, од општината добро подпомогнани. Не може општината да подпомогне на некој, като општината е целата сиромашна и не може селото да го подпомогне, колку може помага. Али ниедно село у Делчевска општина не е напуштено и да тоа живеат или градот или има, додуша като и секаде, али не е начисто напуштено селото. У нашето село се полку живее него у градот, у најтисиот град, или од многу градове може да така, да е подобро да се живее. И некој не може да тврди дека ние на селото нема што да јадеме и мора да јадеме само леп една недела. Не може една недела, ние идеме като секој нормални свет да купиме у градот и нормално да живееме у селото, ама у селото е некој пат подобро да живееш него у градот. Така, благодарам многу и вам за вклучувањето во Црвена линија. Инаку, еве, оно што го кажа гледачот пред малку, што се однесува до животот на село, навистина е вистинско богатство за оние кои што бараат квалитетен живот, мир и природна средина. Пред се, селото нуди и место каде времето тече побавно, каде можеме да се одмориме од брзиот ритм на секојдневието и да уживаме во едноставните, но највредни нешта. А тоа се природа, здравје, заедница и хармонија. Секако не е случајно кажано село весело, бидејќи токму во селата заедницата е, барем така некогаш беше, тесно поврзана, взаемно помагање, соработување, забава и неретко се разбира силата некогаш беа препознаени по разни организирања на настани, па дури спортски турнири, што се не. Но денеска некако имаме впечаток дека се повеќе се изразени, особено во нашата земја, оние миграции од село во град. Градовите практично ги вцистуваат жителите на селата. Па постои ли можност еве да заживеат селата во оваа земја? Добар ден.
Добар ден. Повелете, ве слушаме. Се јавувам од село Долени Дебрка. Тоа се наоѓаат меѓу Кичево и Охрид. Каква е динамиката еве на животот во селото во кое што живеете? Многу убава е животот. Сега градоначалникот ни гради старински дом во селово. Што е со младите? Старински дом, младите идат, викендаши идат во сабота недела, а поумо да не идат. Ми е страх да не запалат. Разбираш? Добро, еве открите ни малку повеќе, значи младите воопшто не се заинтересирани да го заживеат селото, туку само... Не, и градит градоначалникот да му јавал и Мицкоски рече дом да им изградите на ова село, заш многу е заслужено за гласањево. Разбираш? Па еве според вас како можеме да ги стимулираме новите генерации сега кога државата што треба да направи да ги заживее? Ни пакет пари увоз и живење, не се даваме и за домов, ама ќе успееме да како канализација ни стави водовод, струја без пари ние, и све ѓубите ни го земат без пари. Така, благодарам многу и вам за она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. И се додека траеме, секако ќе ги поттикнеме, а верувам и охрабриме оние кои што навистина одлучиле да го напуштат градот и се разбира да дадат шанса на животот во едно македонско село. Па, добре дојдени сте секако еве за оние кои што можеби се уште размислуваат или можеби сето тоа им изгледа како го преголем залак или предизвик, бидејќи сепак животот на село значи да се превземе одговорноста за сопствениот живот, за исхраната, за се она што треба да го имаме. Па еве да го споделите од тој агол вашето искуство, односно како е да се преселиш од град во село и да го избереш животот на село како секојдневие. Што се предности, дали сте всушност и задоволни од модернизацијата еве на руралните средини. Бидејќи сепак живееме во 21 век, така да селата навистина, особено ако сме патувале, сме сведоци да видиме извонредна модернизација на селата, нова технологија и што се не, а сепак селото да продолжи да живее со својата динамика, без да се напушти и да се живее во град. Добар ден! Добар ден! Ве слушаме, Црвена линија. Така, Тони Трајковски, цртичка Слончена линија од Куманово. Поздрав до вас. Ала и до вас и до сите гледачи на телевизија Целма. Благодарам. Една работа сакам да кажам. Селанец е човек што живи на село. Селјак е карактерна особина. Како да ги заживееме македонските села, еве? Што треба да се направи? Значи, за жал, повише селјаци има у град него у село. Дали ме разбирате? Ве слушаме, продолжете. Многу е проста работа. Инфраструктура да се среди, патишта и луѓето ќе се вратат назад, бидете сигурни. Но категоријата селанец и селјак мора да ја разграничиме. Во ред, благодарам многу ако е тоа се и сега што учествувавте во Црвена линија. Имам еден интересен одговор, поприлично кус од Зоран Радович, кој што на прашањето дали државата доволно ги поддржува селските средини, напиша да за гласање. Па постои ли шанса да преживеат македонските села и да станат оно што, пошто некогаш беа препознатливи, а тоа се села богати со живот, население, па и забава,
земјоделие и секако дестинација на која што неретко оние од градовите многу им завидува. Но денеска е сосема поинаку, бидејќи се повеќе сме сведоци на миграции од села во град. Но постојат и такви кои што ги напуштаат градските средини и си даваат шанса за живот на село. Добар ден! Наверојатно веќе дојде времето за реклами, така да одиме со реклами, почитувани, но останете со црвена линија, бидејќи по рекламите стандардно следуваат и резултатите од анкетата. Ајде сега да погледнеме како одговорија на денешното анкетно прашање на црвена линија на Instagram стори оние кои што не следат. Заследите, не учествувате во утрешната анкета. А на ова денес на прашањето дали државата доволно ги поддржува селските средини, со да одговорија 5%, но со не одговорија 95%. Почитувани, ве потсетувам да се информирате и редовно кликате на telma.com.mk. Секако ние утре повторно во нашиот стандарден термин за црвена линија ќе зборуваме на нова тема. До тогаш имајте убаво попладне и гледајте Телма. Довидување.